шанси да донесе прекин на огнот во Украина. Министерот за одбрана, кој вечерва ни беше гостин во тема на денот, вели дека крајно време е крвопролевањата да запрат. Иван Кузмановски разговараше со него. Еве во тој разговор. Што мислите вие, дали станува се поизвестно едно примирие во Украина? Да, апсолутно, и навистина ми е драго што тоа е наративот што се користи еве помеѓу НАТО за земји членки, но и во самата Европска унија. И тоа е добро. Ми треба да го поздравиме сите поради тоа што фактот на последните состаноци каде што бев присутен на НАТО, министерските состаноци постојано се зборуваше во друг наратив. Но може да приметиме од кога доаѓа Трамп на сцената со сите негови политики, се забрзано се разговара и за прекин на огнот, но за примери, односно доаѓање на мир. Различни се овие тематики, но важно е и најважно е што сите европски лидери го поздравуваат, еве, и ние да го поздравиме од тука. Навистина треба мир. Треба после 3 години приоритет е мирот. Русија и Украина очигледно побрзо ќе се договорат отколку ние со Бугарија. Барем така изгледаат работите денес, иако вчера ја слушнавме изјавата на Рокас кој рече дека видел интензивни дипломатски активности за надминување на овој проблем. Катерина Нешкова вечерва работеше на оваа тема, ја имаме во овие вести во живо. Кате, што велат експертите? Зошто Рокас е оптимист во време кога си разменуваме прилично остри соопштенија со Бугарија? Да, така, Александар, во последниве 2 дена слушаме меѓусебни јавни реакции на двете влади за тоа кој кому му се меша во внатрешните работи на државата. Во меѓувреме евроамбасадорот Рокас даде една оптимистична изјава и според познавачите оваа изјава не е случајна, ниту пак не е неразбирлива, особено имајќи ги предвид односите внатре во Европската унија и се почестите билатерални прашања кои што се случуваат на незин терен, па тие очекуваат дека Брисел сепак ќе мора да донесе еден принципиелен став дека билатералните прашања како ова помеѓу Македонија и Бугарија не може да бидат дел од европската агенда. Во меѓувреме бугарската влада донесе една одлука, зачудувачка одлука, имајќи предвид дека таа инсистираше Македонија да го исполни својот дел од обврските за коридорот 8, пругата кон Бугарија, но таа вчера донесе одлука да ја прекине модернизацијата на својот пруга која што води кон Македонија. Изговорот е немање пари. Па ја анализиравме и оваа изјава, деталите во прилогот. По изјавите на евроамбасадорот Рокас дека има засилена дипломатска активност за деблокада на македонските евроинтеграции, нов студент уш од официјална Софија, бугарската влада вчера донела одлука да го прекине проектот за модернизација на пругата кон Македонија. Претходно токму Бугарија правеше притисок Македонија да ја забрзе изградбата на делницата од наша страна, а предложи дури решение за пробивање на скапиот тунел кај Девебајр. Официјалната причина за прекина модернизацијата е немањето пари, но познавачите велат дека за можни се и политички причини. За да нема тактизирање околу проектот кој всушност е дел од меѓународниот проект за коридорот 8, поранешниот амбасадор во Софија Ѓорчев предлага Брисел да го земе проектот во свој раце. Целта да биде интегрален проект. Второ, стратегијата да биде сите заедно да учествуваме во тоа. Трето, политиките, секоја земја одделно, спрема својот брутоопштетен производ, спрема својата километража, да учествува во тој проект. Второ, да учествува заедно со нас Европската унија, комесарот за транспорт, и трето, да учествува хедквартерот во Брисел на командантот на НАТО во делот на оно што представува засилена сигурност и безбедност на транспорт на НАТО трупите и воена техника. Само така интегрално ако се гледа ние кога направиме тој проект и ќе се види кога се дадат роковите која земја отстапува од договореното, а која ги извршува своите обврски. Ѓорчев анализира и дека оптимистичната изјава на Рокас има смисла бидејќи во новите европски околности Брисел се повеќе сваќа дека билатералните прашања прават проблеми. Состојбите во Европската унија се менуваат. Европската унија разбира со проблемите на истокот, проблемите меѓу Унгарија и Украина, Словачка и Украина, Молдавија и Романија и Унгарија. Значи тука се работи за билатерални проблеми. Нашиот став е принципиелен. Ние велиме дека билатерализацијата го кочи процесот на проширување. Од моја гледна гледање Европската унија тоа го гледа. А ако одиме интегрално кон тоа што представува европска вредност, кога се работи за вредности, тогаш може Брисел да арбитрира аргументирано и да донесе одлука која што нема да ги засега двете, да речеме, засегнати страни. Конкретно кај нас е Бугарија и Македонија. Македонската и бугарската страна веќе 2 дена имаат јавни реакции за изјавите околу меѓусебните односи. Мицковски денеска возврати на реакцијата на Софија дека се меша во внатрешните работи.
Доколку промената на уставот не е директно мешање во внатрешните работи на една суверена и независна држава, тогаш навистина не знам што е тоа. А исто така, јас би се повикал на меѓународното право, Конвенцијата за заштита на правата на заедниците, и тука не можам да одбегнам да го коментирам правото на македонската заедница во Бугарија, која што се темели на 14 пресуди од Судот за човекови права, да го реализира, и тука треба ние сите како граѓани да дадеме поддршка на таа македонска заедница во Бугарија. Во сличен дух и македонското МНР изрази жалење за, како што посочи, повторните обиди на Бугарија за префрлање на одговорноста врз нашата држава од неисполнувањето на незините меѓународни обврски. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Обвинителството и судот никако да се договорат на чие барање синот на пратеникот на ДУИ, директорот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, покрај тоа што се сомничи за криминал кој се мери во милиони, наместо во шутка во притвор ќе биде дома. Откако судот објави дека обвинителот сам се повлекол од барањето за притвор во шутка, денеска обвинителството поднесе жалба на одлуката на судот и сега пак бара Јаховски да се пресели во истражниот затвор. Тамара Дичовска ја следеше оваа тема денеска. Жалбата за куќниот притвор за сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски е примена во кривичниот суд, а кривичниот совет во текот на наредните денови ќе одлучи дали ќе му го замена домашниот со ефективен притвор на осомничениот во акцијата Мазут Јаховски, како што бара обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во законски утврдениот рок до кривичниот совет при основниот кривичен суд Скопје поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара кривичниот совет да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои е донесено обжаленото решение, информира од обвинителството за организиран криминал. Од истото обвинителство претходно соопштија дека тие побарале притвор за Јаховски, но биле одбиени. Во соопштението пак на кривичниот суд од 11 март стои дека јавниот обвинител се согласил за промена на ефективен притвор за куќен притвор за Јаховски, што било прифатено од судија на претходна постапка. Образложението на судот било дека имал 4 деца, нарушено здравје и силни врски со државата. Само на Јаховски, кој е син на актуелниот пратеник на ДУИ, судот му одреди куќен притвор. Осомничени се уште 13 лица за злоупотреба на околу 170 милиони евра државни пари за набавка на канцероген мазут со кој го загадувале воздухот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Со или без жалбата, премиерот прилично јасно вперува прст во првиот човек на организиран криминал. Го обвини за саботажа на процесот во кој е осомничен син на пратеник на ДУИ. Уште еднаш потсети дека тој е обвинителот кому на ушка му беше качен еден дел од семејството на Али Ахмети. Деспина Тодоровска е на оваа тема. Без да му го спомене името, премиерот Мицкоски денеска алудираше дека шефот на ОЈО Ислама Бази се обидува да ја саботира истрагата за милионски криминали со набавката на мазут. Премиерот е дециден дека во судството нема место за партиски измеќари, а 5% од судиите и обвинителите се токму тоа, последниот браник и цврст штит на поранешната коалиција СДС ДУИ. Најголемиот дел би рекол 95% од обвинителите и судиите се луѓе кои што честно си ја работат својата работа, кои што обвинуваат според закон и устав, судат според закон и устав, но за жал има и такви кои што останаа да бидат партиски измеќари. Посебно би го потенцирало донесувањето на еден обвинител од пред неколку дена, кој што одлучи наместо да биде обвинител и заштитник на владењето на правото и правдата, да биде верен слуга и измеќар на една партија која што беше долги години на власт и дел од коалицијата во поранешната влада. Тој што му стоеа на ушка на една слика. Од СДСМ пак со контраобвинување, опозицијата тврди дека токму власта во изминатите 9 месеци има склучено 170 тендери со Пуцко Петрол, чиј сопственик Асмир Јаховски е осомничен за перење на милионски суми при набавката на нафтени деривати.
ВМРО ДПМН е подобро да молчи кога станува збор за Пуцко Петрол и за Радко Капушевски. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО ДПМН и ДУИ беа коалиција. И еве само во последните 9 месеци, СДСМ веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено ова се тие документи 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. СДСМ секако дека ја поддржува истрагата и очекуваме целосно расветлување на случајот. Иако со истрагата е опфатен Јаховски, кој е син на актуелен пратеник на ДУИ, а меѓу осомничените се и други членови на партијата на Ахмети. ДУИ е единствената партија која веќе трет ден молчи за милионските криминали. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Да, прилично чудни работи се случуваат во правосудниот систем, но тоа и не треба да биде некој изненадување ако се има предвид дека од пред некој ден имаме и судски совет во кој на 5 члена им даваме плати, а тие барем според собранието кој ги избра таму немаат легитимитет да носат одлуки во негово име. А мечката во соседскиот двор денеска ја видува и во Уставниот суд, од каде по најавите на ДУИ дека ќе им поднесе интерпелации, во соопштение велат собранието може да не избере, ама не може да не разреши. Ивана Соколович најдова новаа тема. Македонскиот устав не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од законодавната, ниту од извршната власт. Уставните судии со порака до институциите дека претениците со било какви законски решенија не може да бараат нивна интерпелација, бидејќи овластувањето на собранието завршува со моментот на избор на уставните судии. Институтот интерпелација, предвиден во членот 72 од Уставот, во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните судии. Во спротивно се губи смислата на Уставниот суд и се прави тешка повреда на Уставот, од причини што на тој начин се прави и упад во четвртата така наречена уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на Уставниот суд, велат оттаму. Реакцијата на Уставен доаѓа откако ДУИ најавија интерпелации за уставните судии доколку донесат одлука за законот за јазиците, но беа и против интерпелациите на членовите на судскиот совет. Изгласаната недоверба на 5 члена на судски го следи американската амбасада. I don't. We're watching very closely the procedures in Parliament and as well as their statements. And as with any of these cases, what is critically important is that the law is followed, and it is followed in a way that is clear and transparent to all of those observing it. Од судски засега не споделуваат информации дали и кога ќе биде свикана нова седница, откако беа изгласани интерпелациите на 5 члена. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. А во Брисел се противат на повиците на владата членовите на судскиот совет да си поднесат оставки. Известувачот Томас Вајц попладнево преку писмено соопштение изрази загриженост за мешање на извршната во судската власт. Овој повик на владата е загрижувачки знак за политичко мешање во судството. Независноста на судскиот систем е од клучно значење за владењето на правото и поделбата на власта, кои се фундаментални вредности за патот на Македонија кон Европската Унија, се вели во кратката реакција која попладнево ја испрати кабинетот на европратеникот Вајц. Ние завршуваме тука, следните вести се за